55 години поминаа како 55 дена и сега матурантките од генерацијата медицински сестри 1966 до 1970 во Средно медицинско училиште го одбележаа големиот јубилеј. Повеќе од половина век е огромен временски простор, но и не е толку голем кога тие поминале тивко како на прсти. Па бога ми, сите години летат, ама 55 не се ни забележува дека пролетаа како сме завршиле. И уште се осеќаме како на 15 години која почнаме школската година, мислам од прва година медицинско училиште. Не, јас мислев дека са 45, они биле 55. Летот неосетно. Времето мине и дојде време пак да се видиме. Пролета, и јас лично осеќај имам дека како никој пат да не сум работела и ако отидов во пуна пензија со 35 години работен стаж, последна генерација која го пратеше тој закон. Пролетаа многу брзо. Како да беше вчера. Пролетаа брзо, бога ми, многу брзо. Кои се емоциите и што се на славениците денес им поминува низ глава? Се осеќам убаво. Емоциите се исти затоа што духот не старее. Па возбуда. Толку време да не се видиш, не се ни препознаваме. Големи емоции. Среќавам другарки со кои во текот на школата се дружев, а сега готово да не се познаваме. Пресреќна сум. Денес се пријатно чувствувам. Полна сум емоции. Драго ми е. Оваа генерација на медицински сестри е една од најспоменуваните и најважните во здравствениот систем кој тие го одржуваа според стандардите на некогашната Југославија и кога сите беа задоволни од здравството. Па некогаш беа поодговорни за генерациите, со нашите генерации, овие генерации не можат да се мерат. Голема. Ние беме медицински сестри, без ногти, без кратки сукњи. Има разлика. Има голема разлика. Што се доживува како пациент од запослените сега, што за мојот работен век не беше ни случајно таква појава. Мислам дека тогаш беше поубаво. И додека работа беше поубава. Сега некако здравството не ми се допаѓа. Па можам да кажам, постоја разлика доста. Чини ми се дека порано беа многу подобри него сегашните. Денеска со тоа закажување многу тешко иде и ако немаш пријател не можеш да дојдеш до лекар. Иако многумина од оваа важна генерација денес ги нема, тие на животот гледаат од убава страна и денес се среќни. Макар и 20 души да собереш, тешко е. Имаме починати и така. Добро е, сега добро. Среќна сум што сум со своите другарки, што ги видам повторно, што можеме да прославиме овој јубилеј од 55 години. Пресреќна што ги гледам колешките. Жал ми е што некои нема веќе меѓу нас. Меѓутоа, тоа е. Поминаа многу години, еден по еден ги почнеме да заминуваме. И други жал ми е, али сега сум среќна што па се среќаваме старите колешки. Постарите секогаш имаат што да им кажат на помладите, па од тука и пораката од некогашните до сегашните медицински сестри. Новите медицински сестри треба да ги гледат луѓето како луѓе. Да не ги гледат како предмети, да не ги гледат како пари, да не ги гледат со омаловажување, да ги гледат како рамни на себе. Да бидат упорни, да учат, да работат, да го посветат времето пред се на заштита на пациентите. Имала би пред цело предавање да им одржам, али наравно не сум во прилика за тоа, да го следат своето школување. Новите медицински сестри да се посветат повеќе на работата. Затоа што јас сретнав сестра што била за пишување, а не била за боцкање. Да се изразам така како она што изразам. Тоа не е добро.
Значи, сестри со курс не бидуваат. Сестри бидуваат со пракса. А да учат и да си ја стварнат озбилно работат. Генерацијата на медицински сестри од споменатата 1966 до 1970 година спаси безброј животи, помогна на безброј болни, се наоѓаа на болните во нивните најтешки моменти и со крената глава го завршија нивниот работен век. Сега заслужуваат прослава и искрени желби, вакви љубилеи пред нив да има уште многу.